Што еден предизвик кој што обично го гледам дека се случува кај софтверските агенции. Се ова е некако фиксно, повеќе се однесува како работа на саат, ти мерат, естимираш и така натаму. Тука ти не продаваш вредност. Значи продаваш сати, продаваш луѓе. А јас повеќе сакам да се позиционирам како нашиот тим ти дава вредност. Бидејќи кога си ограничен ќе те прашува колку сати беше, ако е 50 евра сат по 10 сати, 500 евра, тоа е тоа. А замисли кога ти би комуницирал со него, окей, а каква вредност ќе даде тој човек за тоа што ќе го изработи, без разлика дали е 10 или е 100 сати. Значи, времето е многу релативно. Некој за исто време ќе направи 10 пати поголема работа од некој друг што можеби дали нема искуство, дали нема вештини, без разлика кој да е причината. И јас го размислував кога работев како фриленс. Значи, сметаш, имам 50 сати неделно да изработам по 100 евра, 5000 евра неделно ќе извадам пари. Но ако размислиш каква вредност јас можам да дадам на клиентот, дали ако му направам добар сајт, добро SEO, ќе му донесе $500,000 месечно, милион, 2, 3, тогаш веќе ти немаш проблем да комуницираш цена кога тој знае каква вредност ќе добие од тебе. Ако ти помогнам јас да го решиш проблемот, да се стабилизираш, да растеш, дали тогаш би било проблем да понудиш па дури и милион евра некој услуга. Значи, пак е перцепција да му доловиш на клиентот што губи ако те нема, уште колку може да трпи, каква болка има, значи тие се да размислиш како вредноста да ја продадеш кој што ја нудиш, а сите имаме нешто што помагаме на нашите клиенти.